Почитувани гледачи, добро вечер. Нова емисија Отворено за на телевизија Кобра, а наш вечерашен гостин е градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов. Господин Андонов, добро вечер и добре дојдовте во телевизија Кобра. Добро вечер. Да се заблагодарам на поканата да гостувам во вашата емисија и на почетокот да ги поздравам сите гледачи и секако граѓаните на општина Василево. Се надевам дека ќе слушнат од оваа емисија корисни информации кои што ги интересираат сите нив. Така. Тече четвртата година од вашиот мандат како градоначалник на општина Василево. Колку можете да кажете дека сте задоволен од реализираното, имајќи ја во предвид вашата изборна програма што тогаш сте ја ветувале пред граѓаните? Дали реализиравте поголем дел од програмата? Така е. Значи, остануваат уште неколку месеци од мандатот кој што го добивме како градоначалници во 2021 година на локалните избори. Јас слободно можам да кажам дека сум задоволен од сработеното. Заедно со мојот тим, макотрпно работевме секојдневно да постигнеме, да реализираме проект повеќе секојдневно, бидејќи ситуацијата во општина Василево кога ја преми функцијата градоначалник беше навистина катастрофално од аспект на финансии. Финансиското работење на општината беше доведено во прашање и затоа сметам дека гледајќи ги наназад реализираните проекти, дека имаме успешен мандат. Ќе видиме граѓаните на наредните локални избори. Сепак ние живееме во демократија, каде што тие ќе треба да го дадат својот суд. Меѓутоа, програмата врз основа на која го добив мандатот во 2021 година, слободно можам да кажам дека скоро целосно е реализирана. Имаме дури проекти реализирани кои што не беа во програмата, секако со поддршка и на новата власт, на владата на Република Македонија и на премиерот професор доктор Христијан Мицковски. Се надевам дека и граѓаните се задоволни, како што реков, тоа ќе го видиме на наредните локални избори. Така, во овој период во тек е изградба на канализации во Василево, во Пиперево, во Ангелци. Колку што се сеќаваме и вашиот главен акцент беше во изборната програма изградба на канализации. Дали тој беше суштински проблем на населените места и еве колку сега се реализира? Како што рековте, навистина ова беше голем проблем за граѓаните на општина Василево, за населените места. Еве само еден податок ќе кажам дека во 4 години пред да дојдам градоначалник на општина Василево немаше изградено ниту 1 метар фекална канализација. А ако земеме во предвид дека ние сме рамничарски населени места, тоа е голем проблем за граѓаните и централното подрачје Василево исто така немаше ниту 1 метар фекална канализација. Тоа создава проблеми како за животната средина, но дополнителни трошоци на граѓаните, бидејќи доаѓа до прелевање на септичките јами и секако буџетот на граѓаните, семејниот буџет се намалува, така, се троши непотребно, не е еколошки и преку сите анкети, преку сите средби со граѓаните тоа беше потенциран како главен проблем во изборната 2021 година. Меѓутоа, како што рековте, тоа беше и еден од главните проекти кои што го ветив во 2021 година и сега слободно можам да кажам дека еве сите гледаме дека тоа станува реалност. Се реализира фекалната канализација во Василево, која што е во вредност од околу 28 милиони денари. Реализацијата е во напредна фаза, имаме околу 70% реализација. Се надеваме дека до крајот на месецот ќе заврши изградбата на фекалната канализација во Василево. Меѓутоа, како што рековте, во изминатиот период реализиравме фекални канализации и во Пиперево и во Ангелци. Во Ангелци ни останува уште еден крак кој што ќе треба да се изгради во наредниот период, се со целото населено место да добие фекална канализација. Исто така во Пиперево имаме веќе реализиран еден крак, останува уште еден кој што ќе биде реализиран до крајот на мандатот. Со тоа целото населено место Пиперево ќе добие фекална канализација. Тоа е многу битно, продолжуваме и понатаму, нема да застанеме овде. Еве ќе најавам дека следна фекална канализација која што ќе се гради е во Радичево и тоа ќе биде уфатено цело населено место. Ќе заврши таму комплетно изградбата на фекална канализација. Се надеваме дека
ќе се потрудиме да се реализираат одредени краци од фекална канализација и во Градашурци и во Владевци, бидејќи тоа го ветивме, работиме на тоа, меѓутоа финансиската состојба во која што екзистира општина Василево навистина беше тешка. Сега гледаме дека работите одат на подобро, се движат, реализираме голем број на проекти и сметам дека ќе дојде ред и на овие населени места да реализираме фекална канализација, бидејќи граѓаните тоа го заслужуваат. Бевте една од најзадолжените општини. Како успеавте, како успевате да реализирате сепак проекти, од каде обезбедувате средства? Дали аплицирате до министерства или добивате ли грант? Да, навистина ние бевме можеби едно од најзадолжените посететово во Република Македонија. Затекнав долг од околу 100 милиони денари блокирана сметка. Меѓутоа, моето долгогодишно искуство како вработен во општина Василево, посветеното и домакинско... Ви беа познати работите, бидејќи работевте во општина. Да, значи, како што рековте, работев во општината, домакинското работење, посветеноста, мојот тим заедно секојдневно да ги увидиме проблемите на граѓаните, секако пред се домакинското работење, алоцирањето на средства таму каде што е најпотребно за проекти и доведоа до резултат да можеме да реализираме голем број на потреби на граѓаните. Се намали долгот? Долгот се намалува, меѓутоа сакам да кажам дека од денот кога ја презедов општина Василево, сите проекти кои што ги реализирам се секојдневно финансираат, односно се исплаќаат. Најголем проблем на општина Василево во моментов е што по оние оптужени и дадени на извршител долгови имаме камати. Така да голем дел од средствата кои што ние ги прибираме, ги исплаќаме за камати, а сите тие во спротивна ситуација би можело да бидат за реализација на нови проекти, нови канализации, игралишта, училишта. Меѓутоа и со тоа се справуваме и се надам дека во наредниот период ќе можеме и тоа да го решиме и општина Василево конечно да биде финансиски стабилна општина, се со цел да се реализираат голем број на потреби на граѓаните. Аплициравте, мислам, 5 проекти беа до јавниот повик на владата. Колку ви се одобрени од унгарскиот кредит? Од првиот јавен повик, општина Василево беше спремна да аплицира со целосна техничка документација, со ревизија на проектите и одобрение за градби, со што добивме еден проект од првиот повик, тоа е фекалната канализација во Василево, во вредност од околу 28 милиони денари и решивме долгогодишен проблем на граѓаните, односно го решаваме бидејќи е при крај изградбата. Мислам дека за наредниот втор повик, сега што е во тек, аплициравме со 5 проекти таму. 2 се во делот на патната инфраструктура и се наменети до Министерството за транспорт и врски и 3 до Министерството за животна средина. Двата проекти кои што се во делот на патната инфраструктура се изградба на нова улица, нов пат до селските гробишта во Нова Маала и реконструкција на главната улица во Пиперево во вредност од околу 25 милиони денари. Таму ќе имаме и атмосферско решение на водите, атмосферските води, така да мислам дека исто тука и во овие два проекти ги послушавме граѓаните од средбите со нив и мислам дека ги решаваме клучните проблеми. Другите 3 проекти поднесени до Министерството за животна средина и просторно планирање се еден во Дукатино, изградба на атмосферски канал и како што реков претходно, еден е изградба на фекална канализација во Радичево, кој што е еден поголем инфраструктурен проект во вредност од околу 50 милиони денари и третиот проект кој што е поднесен до Министерството за животна средина е изградбата на последниот крак од фекална канализација во Пиперево. Сметам дека со овие проекти ќе се затворат голем број на долгогодишни проблеми на граѓаните. Воедно сакам да потенцирам дека владата со овие мерки, со овие средства увиде дека се неопходни за општините, се со цел да добиеме забрзан развој, но и подобрување на условите за живот на граѓаните, заради што и ние постоиме како локални
самоуправи. Ние сме задоволни, се надеваме дека тоа ќе продолжи и понатаму, бидејќи ако кажам дека овие средства кои што сега ги добиваме како општина Василево, ние немаме толку средства добивени од основањето на општината и никогаш не би реализират такви големи капитални проекти доколку не беа овие средства од унгарскиот кредит. Така да ние сме задоволни, сме благодарни за овие средства. Дали тие веќе се одобрени проекти? Овие се во фаза на одобрување, во комуникација со министерствата надлежни каде што се аплицирани проектите, се поминати на нивните комисии и се надеваме дека ќе бидат одобрени и реализирани во период кој што следува. Така. Започна и изградбата или најавивте изградба, не знам дали се уште е започната, на бетонски канал од Владевци до Сушево. Што тоа ќе значи? Дали тој за наводнување ќе служи канал? Не. Значи, бетонскиот канал кој што ќе се гради во Владевци е за прибирање на атмосферските води. За атмосферски. Да, тој е веќе одобрен проект преку Министерството за локална самоуправа. Ние сме една од општините кои доби средства од повикот кој што го објави интерно Министерството за локална самоуправа преку програмата. Со изградбата на овој канал, кој што уште не е почнат, бидејќи се спроведува тендерска постапка, улогата е, значи, во моментот таму имаме неуреден простор, кој што ќе биде, значи, уреден и ќе добие нов лик овој дел од Владевци и главната улога е, како што реков, прибирање на атмосферските води, бидејќи тука често доаѓаше до излевање на коритото од овој канал и мислам дека граѓаните тоа го бараа исто и ќе биде реализирано во наредниот период. Во моментот, како што кажав, е избор на изведувач, односно тендерска постапка и се надевам дека во текот на летниот период ќе биде реализирано. Така, а дали општина Василево доби проекти за прекугранична соработка со Бугарија? Да. Од Европската унија? Тука навистина сме горди, бидејќи општина Василево е една од ретките општини во југоисточниот регион која што доби проект од прекугранична соработка со Бугарија, финансиран од Европската унија. Проектот е изградба, односно реконструкција на културниот дом во град Ашорци. Во вредност од околу 300.000 евра е проектот кој што го добивме. Покрај изградбата опфаќа и многу други содржини, изградба, односно опремување на спомен соба за Мистон, бидејќи целиот проект е поврзан со историската личност Мистон, која што е престојувала во тој период во град Ашорци. Мислам дека треба да бидеме горди, како што реков, бидејќи мојот тим, општинската администрација, успеа да изработи еден таков проект кој што е одобрен и веќе мислам дека на 11 јуни ќе имаме и првата пресконференција која што ќе се одржи во Василево и ќе биде презентиран самиот проект. Ќе имаме гости од соседната општина Бугарија, општина Кресна. Значи тие ни се партнери во проектот и таму ќе се гради сличен објект. Така да не ни е прв пат тоа. Втор проект кој што го имаме добиено, првиот проект беше изградба на детската градинка со општина Струмјани во Василево. Сега ова е втор проект изградба на културен дом во град Ашорци, кој што е во очајна состојба во моментов, но се надеваме дека идната година веќе ќе имаме нов културен дом кој што ќе понуди различни содржини и ќе го користат граѓаните. Има потреба за граѓаните од културен дом. Да, има потреба, бидејќи вие знаете, таму се одржува и нашата манифестација Празијада, по која што сме познати во Република Македонија, но и надвор од границите на државата, бидејќи имаме многу гости, дури од Бугарија и од Италија и така натаму. Мислам дека тоа ќе добие една цела содржина, кој еден комплекс кој што ќе биде посетен токму за таа манифестација, но и преку текот на целата година. Така. Како аплицирате за тие проекти? Дали вашиот тим ги следи јавните повици, еве изработите проекте, како што велите, еве втор проект ви е таков за прекугранична соработка. Бидејќи тоа е еден долг процес, верувам. Тоа е долг, макотрпен процес, бидејќи навистина се бараат многу документи, многу испитувања и за да добиете европски средства, тие кои што имаат работено, општини кои што имаат работено го знаат тоа.
Јавниот повик кој го објавува? Јавниот повик се објавува преку Европската унија со канцеларија во Бугарија. Го следат вработените во општината, лер-оделението, тие го спремаат, секако со одредени надворешни консултации, меѓутоа е битна и идејата. Така, ова ве прашувам чисто за останатите општини, еве доколку некому може не му е познато како да аплицираат. Верувам дека се запознаени, но еве да појасниме малку. Така, ние имаме искуство, стоиме на располагање. Оделението за локален развој, дали секако мора да бидат они вклучени, бидејќи колку и да имате надворешни или консултанти, мора да имаме вработени од општината луѓе кои што ја познаваат. Поактивни, така да следат. Па видите, тоа е многу битно за локалниот економски развој. Се гледа од реализација на овие два капитални проекти, бидејќи овие не се мали средства за нашата општина, сами секако дека многу тешко ќе ги реализираме. Еве градинката веќе неколку години работи, згрижуваме деца и е од корис за сите граѓани. Сега се надевам дека и културниот дом во Градашорци ќе има иста намена и тоа е многу битно за општините да привлечеме средства од фондовите на Европската унија, се со цел да развиеме многу сфери каде што заостануваме. Така, има некои услови само рурални општини или може и урбани општини? Значи нема такви услови, битно е да бидат во пограничниот регион. Значи ние мислам дека и Струмица има добиено, Гергелија од југоисточниот регион проекти во делот на туризмот. И затоа реков, нели, ние како рурална општина сме навистина гори што успеавме да го добиеме овој грант од страна на Европската унија. Така, кога ќе биде пуштена во употреба детската градинка? Значи, ова е, сега да појасниме, клон на ова што постои од прекограничната соработка со Бугарија. Клонот што е во Ангелци, тоа е градинка, таму значи ќе има исти капацитет како во Василево. Сакам да напоменам дека ја затекнав во навистина лоша состојба оваа градинка. Оваа градинка е изградена со средства од владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа беше во внатрешно во руинирана состојба. Ги презедовме обврските како општина да тоа го средиме, се со цел да можеме да згрижиме уште деца, бидејќи на листата во Василево имаше и на чекање деца кои што сакаат да престојуваат во градинката во Василево. Со ова ќе го решиме и овој проблем. Ја реконструиравме внатрешно градинката, добивме согласност од Министерството за да биде пуштена во употреба, бидејќи кога ја презедов функцијата, се уште градинката немаше добиено согласност да биде пуштена во употреба. Сега, од пред неколку недели, со подршка, например, добивме и согласности од Министерството за финансии, за вработување, кои што се толку неопходни. Гледаме дека, нели, и така беше и во нашата општина, имавме многу празни места кои што нема согласност од Министерството за финансии, не можевме да вработиме нови луѓе, трошевме средства кои што беа планирани за материјални трошоци. Така да сега ќе бидеме... За колку добивте согласност? Добивме, мислам дека за 16 вработувања. Тука се опфатени и вработувања во постоечката веќе градинка која што функционира, бидејќи таму имавме испразнети места и тешко одеше финансиското работење на самата градинка во Василево. Мислам дека сега ќе во тек се огласите за вработување, така да ќе се нормализира работењето на постоечката градинка, а соодветно ќе почне и нормално да функционира новата клонот во Ангелци. Колку дечиња ќе бидат згрижени во Ангелци? Околу има исти капацитет како Василево, околу 60 деца ќе може да престојуваат и во Ангелци. И мислам дека тоа ќе биде на некој начин да ги послушаме и потребите на самите граѓани, бидејќи многу луѓе, како што рекав, чекаа на листата за да бидат згрижени. Имаме дечиња, имаме. За среќа, еве, бидејќи со иселувањето се намалува бројот на дечињата. Кај нас, значи, имаше потреба од оваа градинка и затоа е изградена. И сметам дека ќе работи со полн капацитет. Имаме проблем само со наоѓање на стручен кадар, кој што, односно воспитувачи, бидејќи таму се тера со предшколска возраст, да имаат со предшколско образование.
Такви кадри нема многу. Нема доволно кадри? Да, нема, колку што знам и другите општини имаат исти проблеми. Се надевам дека во наредниот период овде ќе дојде до некои законски измени, бидејќи тешко наоѓаме кадар во оваа област. Така еве апел и до други општини, ако има таков кадар, може да аплицираат. Слободно може да аплицираат. Искрено јас имам и веќе контактирано со одредени градоначалници, се со цел да може да профункционира градинката. Така. Градоначалник општина Василево ја зафати невреме со град пред извесен период. Најавивте проценка на штети, беше во посета и министерот Трипуновски. Се заврши ли ова? Има ли голема штета на земјоделските производи? Општина Василево оваа година 2 пати беше зафатена од природни непогоди. Првиот пат беше зафатена од мраз, вториот пат од град. И предизвика ли големи штети, еве, според она што е на терен? Предизвика навистина големи штети на земјоделските посеви, посебно кај овоштарите, но најмногу беше зафатен регионот околу населеното место Пиперево, каде што има големи штети на пластениците, на најлонот. Таму навистина ситуацијата беше алармантна. Со министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Цветан Трипуновски излеговме веднаш на терен, извршивме увид на првичната состојба и навистина беше многу тешка ситуацијата таму, бидејќи не се памети такво невреме, посебно во регионот на Пиперево. На моје инсистирање, комисиите веднаш почнаа да излегуваат на терен, се со цел да може да се изврши побрзо проценката, а земјоделците да може повторно да ги обработуваат земјоделските површини. Во оваа прилика да заблагодарам и на министерот Цветан Трипуновски, кој што ни излезе во пресред и ни овозможи членови на комисиите за проценка да имаме и стручни лица од самото министерство вработени таму. Проценката е при крај, колку што сум информиран, имаме поднесени околу 600 барања за проценка од оштетени граѓани. Потоа следува период на изработка на елаборатот во општината, да се усвои на совет на општина Василево и истиот да биде препратен до институциите во Скопје, односно во владата на Република Македонија, каде што ќе треба да се одреди процентот на обештетување. По изработката на елаборатот и ќе ја знаеме точната вкупна сума на направена штета. За колкава штета станува збор? Во секој случај, тоа често ни се случува во нашата општина. Се надевам дека ќе дојде и таму до одредени законски измени, се со цел да може земјоделците и да ги осигуруваат своите посеви, за да не дојде до вакви несакани ситуации. Така. Вложувавте и во повеќе наменски спортски терени. Мислам дека е обновен и теренот, фудбалскиот терен во општина Василево. Каде се вложувавте вакви спортски терени? Да, ние имаме едно големо фудбалско игралиште во Василево. Истото го користат најмладите, Академија Нови таленти, кои што тренираат секојдневно таму. Игралиштето беше реконструирано, односно одржувано со средства од буџетот на општина Василево. Има прекрасен терен во моментов и мислам дека самите фудбалери се задоволни. Ќе продолжиме и понатаму да инвестираме во тој дел, бидејќи тоа е еден од приоритетите на кој што ставив акцент во текот на мојот мандат. Покрај големото фудбалско игралиште имаме реализирано и голем број на повеќенаменски игралишта. Во Владевци во моментов ќе почне изградбата на кошаркарското, односно реконструкцијата на кошаркарското игралиште. Тоа е донација од Тарина Македонија. Таму ќе имаме и посебна подлога, тартан подлога, која што навистина и според местото каде што се наоѓа ќе биде еден прекрасен спортски објект. Изградивме повеќенаменски игралишта и во Чанаклија, во Висока Мала, во Василево, во Радичево е во завршна фаза, се надеваме дека идната недела таму ќе биде и пуштено во употреба, така да според тоа што го кажав, може да видите дека во овој 4-годишен мандат навистина вложивме во изградба на повеќенаменските игралишта, но не е само тоа, ние имаме еден прекрасен одбојкарски клуб, тоа е одбојкарскиот клуб Сушево, кој што го поддржуваме директно со финансиски средства од буџетот на општина Василево. Тие се надпреваруваат во првата одбојкарска лига на Македонија, така да тие се навистина наш амбасадор и гордост и се надевам дека
и понатаму ќе учествуваат, како што имам информација идната година со нови засилувања, со уште појакти. Така, овие спортски терени, повеќенаменски спортски игралишта, ги користат ли младите? Има ли млади што спортуваат? Еве, бидејќи во денешно време велиме повеќе си седат младите, така на телефон, на интернет. Баш заради тоа мислам дека треба да ги извадиме младите, градиме, така. за да ги извадиме младите. Меѓутоа јас имам една друга мисла која што кажам често, значи и дури и да има едно дете, еден млад во едно населено место треба да има услови. Да имаме повеќе наменски играчи, да имаме услови, се со цел и тоа дете, и тој млад човек да има каде да спортува. И поради тоа, значи ставив, како што реков, акцент на изградбата на овие игралишта. Но не беше само тоа, имаме инвестирано, еве да кажем, во Василево и во две детски игралишта кои што навистина дадоа еден нов лик на самото населено место, меѓутоа и го користат најмладите. Таму едното е донација преку UNDP, второто е донација од нашата збратимена турска општина Согут, кое што навистина до ден денес се користат и имаме многу млади на самите тие детски игралишта. Така. За изградба на улици, тоа е една рутинска работа за еден градоначалник, но сепак ќе ве прашам, еве, каква е состојбата? Се градат улици вака помали, поголеми, како е во населените места? Имат уште потреба граѓаните или веќе, да кажеме, се изградија улици? Имаме уште потреба да изградба на улици, навистина е рутинска работа на еден градоначалник, меѓутоа тоа го ветивме и затоа мора да го реализираме. Сега со изградбата на фекалните канализации ќе дојде и до ситуација да повторно некаде се раскопуваат улици. Се раскопува и ќе треба да се асфалтираат. Јас навистина таму каде што правиме фекална канализација, тоа го знаат и граѓаните, сум противник на тоа да имаме изградба на асфалтирање на улици пред да се постави фекална канализација. Но пред мене се работело така, да кажем реално неплански, бидејќи ова не може да го издржат и поразвиените држави, ние да асфалтираме, па повторно да градиме, да ги копаме улиците, да градиме фекална, па пак да асфалтираме. А и имајќи предвид, како што рекоме, финансиска состојба на општина Василево, јас немам изградена улица каде што претходно е планирано да се постави фекална канализација, а да асфалтираме. Значи, прво се поставува таму каде што е планирано, нели, изградена фекална канализација, се поставува тој систем и потоа се асфалтираат. Оваа година навистина ќе имаме изградба на голем број на улици, односно во сите населени места ќе се гради локални улици и патишта, околу 30, но еве кога зборуваме за улиците, сакам да кажам дека во мојот мандат има изградено најмногу улици и патишта во должина од околу 10 километри во вредност од над 100 милиони денари, што е најголема бројка на средства најпрво вложени во оваа област, а потоа и по должината на изградени улици. Добивме и повеќе донации, аплициравме проекти, затоа и таква, нели, должината на улиците и вредноста на самите изградени улици. Јас сум горд на тоа, бидејќи поврзавме и неколку населени места кои што навистина имаат катастрофална состојба на патиштата. Тоа е, нели, патот од Добрашинци до Нова Мала во должина од 1 километар. Исто така од влезот на Добрашинци до центарот на Добрашинци, проектот реализиран преку Светска банка. Владевци е изграден од Старо до Ново Владевци, исто така околу 1 километар, така да сега со реализацијата на новите кои што ги планираме во Перево, во Нова Мала до селските гробишта, сликата за локалните патишта и улици навистина е смената во општина Василево и се надевам дека до идната година некаде ќе можеме да зборуваме веќе дека немаме многу улици за асфалтирање, бидејќи навистина доста се направи. Таа е мојата цел, да можеме тие средства да ги алоцираме во други области каде што ќе имаат потреба граѓаните. Во други проекти. Да. Ни доаѓа летен период, еве речиси не зафатија повисоки така температури. Каква е состојбата со водоснабдувањето во општина Василево, еве имајќи предвид дека ланската година имавте проблем и немавте неколку недели така вода за пиење. Каква е состојбата оваа година? Состојбата со водата за пиење зависи многу од бранаторија, бидејќи ние од таму се снабдуваме со вода за пиење, па и за наводнување на земјоделските
површини. Но еве ги контактирате ли надлежните институции, дали е се под контрола? Да, ги контактираме, редовно сме во комуникација. Можам да кажам дека на минатата година дојдовме во ситуација да имаме зголемено количество на манган во водата, што беше во цел регион, нели и Струмица тука зафатена, беше зафатена, точно. И тоа беше така една ретка ситуација во која што мислам дека колку што можевме се изборивме. Меѓутоа, тоа е проблем кој што се одолговлекува децении. Ние имаме две филтер станици за вода, тоа е Ташли Бајер и едната е во Добрашинци. На почетокот од мојот мандат, ситуацијата на Ташли Бајер, која што се снабдуваат Василево, Градашорци, Ангелци, Еденетниково, беше во катастрофално состојба. Таму имавме филтри каде што само водата поминуваше и одеше до домаќинствата. Минатата година направивме целосна реконструкција на оваа филтер станица со средства од Министерството за животна средина и просторно планирање. Филтрите се целосно променети и значи ситуацијата со водата навистина се подобри. Јас се сеќавам уште на почетокот од мандатот како од чешмите течеше жолта вода. Сега ситуацијата е многу подобрна од тогаш, меѓутоа за целосно да се реши овој проблем ние имаме визија, имаме проект веќе изработено, ќе треба да дојде до озонирање таму и изградба на таложници пред самите филтри, се со цел да добиеме квалитетна вода за пиење, една од подобрите во државата. Проектот е готов, ќе аплицираме наредниот период и тоа ќе биде еден од проектите со кои што ќе се представим пред граѓаните за наредната кампања за локалните избори, бидејќи сметам дека после решавањето на канализационите мрежи следна е решавањето на водите како проект, иако требаше да биде обратно, меѓутоа нели претходно не се градеше канализација, имавме навидум решен проблем со водата, меѓутоа излегува дека не било така. Така. А и тоа е важно, и тоа е важно. И двете се основни потреби, така, во 21 век. И така, значи еве спомнавте дека сте кандидат за втор мандат за следните локални избори. Што ќе им понудите на граѓаните, освен ова еве решавањето проблемот со водоснабдување? Така, јас ја добив довербата од страна на председателот господинот Христијан Мицковски, извршниот комитет да бидам кандидат за втор мандат во општина Василево за градоначелник. Во Македонија имаме демократија, значи мора да одиме на избори, каде што граѓаните ќе го дадат својот суд за изработеното или за неизработеното. Јас мислам дека ќе влезам во изборна кампања со окрената глава, бидејќи, како што реков, ја реализирав најголемиот дел од мојата програма, но и проекти кои што дури не беа во самата предизборна програма. Тоа, како што реков, ќе треба да го кажат граѓаните. Меѓутоа, ние овие години работевме, реализиравме секојдневно проекти со мојот тим, така планираме да продолжиме и понатаму, тоа можам да го ветам на граѓаните уште сега. Ќе работиме исто така, со исто темпо, макотрпно за да го забрзаме развојот на општината, да ги подобриме условите за живот на граѓаните. Имам неколку проекти кои што ги увидов во овие 4 години, кои што се неопходни да се реализираат понатаму. Ја кажав пред малку реализацијата на проектот за подобрување на водата во сите населени места во општина Василево, кој што ќе биде исто така клучен проект. Меѓутоа ќе продолжиме и со изградбата на фекални канализации. Мора да добие фекална канализација и Градашорци, и Владевци, и другите населени места, бидејќи сме рамничарски регион, каде што имаме големи проблеми во делот на животната средина. Исто така, еден проект кој што веќе можам да кажам дека слободно ќе биде дел од мојата програма, ќе биде и изградбата на спортска сала во Сушево. Спомнавме претходно дека таму имаме одбојкарски клуб кој што е гордост на нашата општина, кој што се надпреварува во прва лига и заслужуваат и играчите и граѓаните на Сушево да имаат спортска сала. Во тој дел, значи ќе ги реализираме овие проекти, секако во наредниот период ќе дојде до составување на самата предизборна програма, контакти со граѓаните, со членството и ќе биде дефинирана една програма која што мислам дека ќе понуди развој и
подобар живот на граѓаните на општина Василево. Така, ќе има време, ќе има изборна кампања, тогаш може повторно да снимаме и да ја презентирате вашата програма. Градоначалник, јас ви благодарам што бевте гостин во телевизија Кобра и се надевам дека еве ќе имате успех и понатаму, како и досега. Благодарам на поканата, се надевам дека граѓаните уживаа во нашиот разговор и секако дека се гледаме во едни вакви емисии. Така ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието со кое не следете. Останете и понатаму со програмата на телевизија Кобра и имајте пријатна вечер.